Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Денеска продолжуваме со серија посети во кои ќе бидат офатени сите сектори за внатрешни работи, вклучувајќи ги и оделенијата за внатрешни работи во рамките на проектот на Министерството за внатрешни работи Отворен кабинет, како дел од веќе утврдениот концепт МВР за граѓаните. Преку овој проект сакам лично и непосредно да ги слушнам сите предизвици со кои што се соочуваат граѓаните, да ги чуеме нивните идеи, нивните предлози за подобрување на безбедносната состојба во државата. Целта на проектот е на овие средби да се слушне мислењето на секој граѓанин, како полицијата да придонесе за поголемо спокојство на секој поединец, бидејќи тука сме пред се за граѓаните и се грижиме за нивната безбедност. Но ова е можност на овие посети да се запознаем поконкретно и со активностите од почетокот на годината до денеска, да ги анализираме постигнатите резултати и на тој начин да можеме да направиме еден сублимат преку кој што ќе ги проектираме наредните активности на Министерството за внатрешни работи. Серијата на посети во рамки на проектот Отворен кабинет ја продолжуваме овде во оделението за внатрешни работи Крива Паланка во секторот за внатрешни работи Куманово, каде утринава остварив работна средба со раководството на секторот за внатрешни работи Куманово и оделението за внатрешни работи Крива Паланка. При тоа сум запознаен со безбедносната состојба на територијата на ОВР Крива Паланка, состојбите со криминалитетот, активностите кои што ги превземаат полициските службеници во насока намалување на стапката на криминалитетот во приоритетните области, тоа се пред се одржувањето на јавен ред и мир, безбедноста во патниот сообраќај, превенцијата, со цел да се подигне безбедноста во градот и безбедноста на граѓаните. Согласно презентираните показатели, безбедносната состојба на подрачјето на ОВР Крива Паланка и СВР Куманово е поволна, на задоволително ниво, што е особено важно за граѓаните од овој дел и немаме индиции за нарушување на безбедносната состојба во наредниот период. Вкупниот криминалитет на подрачјето на секторот за внатрешни работи Куманово во изминатите 8 месеци од 2023 година, споредбено со истиот период од претходната 22 година, бележи намалување за 17% и е во рамките на трендот на намалување на криминалитетот на ниво на државата. Во делот на класичниот криминалитет исто така бележиме намалување на овој вид пријави за 11% споредбено со истиот период од минатата година. Исто така на подрачјето на СВР Куманово во изминатите 8 месеци издадени се 19.000 платни налози за сторени прекршоци, од кои што најмногу возачи кои што управувале возило под дејство на алкохол, а се реализирани 689 превентивни настани на различни теми. На подрачјето на ОВР Крива Паланка во првите 8 месеци од 23 година компаративно со истиот период од 22 година бележиме намалување на вкупниот криминалитет за 29%, во делот на недозволената трговија со дрога и оружје, откривачката дейност е зголемена за 33% во споредба со истиот период од минатата година. Намалување за 8% се бележи и во делот на класичниот криминалитет, а 6% се намалени сообраќајните незгоди со потешки последици. Исто така во текот на 23 година ОВР Крива Паланка реализираше 183 превентивни настани. Кога сме веќе кај превентивните активности, би сакал да најавам дека веднаш по оваа изјава и по завршување на средбите со граѓаните, во Општинското средно училиште Ѓорче Петров во Крива Паланка ќе ја продолжиме кампањата намената за средношколците "Кажи не на дрогата, да на животот", која започнавме во Скопската гимназија Јосип Броз Тито. Уверен сум дека и во наредниот период на ова подрачје ќе продолжи зголемената динамика и на превентивни активности, меѓутоа и на репресивните мерки, а средбите со граѓаните во рамки на проектот Отворен кабинет
ќе бидат мотив повеќе за уште подобри резултати и силно продолжување на овој концепт МВР за граѓаните. Упатувам апел до граѓаните да бидат партнери на полицијата, да соработуваме, меѓутоа и да ги почитуваат законските правила и процедури и на тој начин да допринесат за поголема безбедност лична нивна, на нивните семејства и генерално на средината. Благодарам.